Мисле на именка за Тетовци е чист воздух и полни бели дробови со кислород, особено во есенскиот и во зимскиот период. Наутро, ретко кој отвора прозорци да направи проветрување во домот, оти наместо чист, ќе добие канцероген воздух, чии концентрации на PM10 на тој начин достигнуваат и до 400, а во одредени денови и до 1000 микрограми на метар кубен. Тетовци сведочат дека во оваа сфера надлежните не преземаат ништо, а по дебелиот крај го извлекуваат граѓаните. Од загадениот воздух не печат очите и грлото. Гледаме како постојано никнуваат висококатници, кои ја спречуваат нормалната циркулација на воздухот. Улиците, тротоарите и другите јавни површини не се метат и мијат редовно. Зеленилото речи си да го нема, а има еден куп диви депонии. Како што се гледа и на самиот терен, ништо не се презема за ублажување на сообраќајниот и урбаниот хаос. Секоја година Тетово го има неславното прво место во светот како најзагаден град. На интернационалната веб страница на УМБЕО стои дека Тетово и пред зимската сезона во октомври 2021 година бил најзагаден град во друштво со градови од Непал, Индија, Гана, Монголија. Високите концентрации на загадување продолжи и во текот на зимата. Проблемите и изворите на загадување веќе се знаат и конечно треба нешто конкретно да се преземе за решавање на овој проблем, велат еколошките организации. Со години се бориме да се забрза процесот на гасификација. Властите си доаѓаат и се заменуваат. Сите ветуваат дека ќе биде и повторно ништо. За сиромашните земји како Македонија, грејењето е луксус, значи мора да се забрза процесот на гасификација или да се најдат други алтернативни извори на енергија. Владата излезе со субвенции на инвертори, за да се намали праксата на грејење на печки на дрва, но сега со енергетската криза тоа ќе биде проблем. Мора да се преземат радикални чекори, например во сообраќајот да се воведе посебен режим во денови на екстремно загаден воздух. Загадувањето носи смртни последици, но во комбинација со коронавирусот е многу попасен, велат здравствените работници. Комбинацијата од COVID-19 и аерозагадувањето лошо влијаат во здравјето на луѓето, бидејќи PM10 частичките придонесуваат на некој начин да бидат носач на вирусот длабоко во дишните патишта на луѓето, вели доктор Ратко Давидовски, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Во Тетово во 2021 година воздухот бил загаден 132 дена. Во една календарска година, според светските здравствени стандарди, не треба да имаме повеќе од 35 денови загаден воздух. Високата концентрација на PM10 честички продолжува и понатаму. Податоците на Министерството за животна средина покажуваат дека во јанари 2022 година имало 20 денови со концентрација на загаден воздух, а во февруари Тетовци дишеле чист воздух само 8 дена. За негрижата на досегашните градски власти за почист воздух говори така нареченото еколошко дрво кое беше поставено во центарот на градот. Дрвото во форма на билборд, поставено во 2017 година, имаше за цел да ги апсорбира штетните PM10 честички од воздухот преку мофта засадена во садниците. Но дрвото не издржа ниту една година. Садниците се корнеа, а градските власти не ги одржуваат доволно. Локалните власти од она што се гледа на самиот терен немаат спроведено активности за намалување на аерозагадувањето. Погрешните политики со дозволи за градба, индиферентниот однос кон узурпаторите, дивите депонии, се помалку зеленило во градот, придонесоа Тетово да биде број 1 загаден град во светот. Сегашната локална власт пак во својата предизборна програма вети дека ќе се залага за обновливи извори на енергија, фабрика за рециклирање на отпад, повеќе зелени површини, како еколошки транспорт. Но барем засега на терен нема никакви активности. Во последниот извештај на Европската комисија стои дека Северна Македонија треба да ја подобри меѓусекторската координација и да ги зголеми финансиските ресурси за намалување на загадување на воздухот, како на локално, така и на национално ниво. Меѓу другото, во извештајот се наведува дека слабата координација меѓу локалните и централните органи го ограничува влијанието на мерките за намалување на аерозагадувањето. Загадувањето на воздухот, стои во извештајот, и натаму во поголемите градови представува сериозна загриженост.